Почитувани гледачи, добровечер. И вечерва сте повторно на вистинската телевизиска фреквенција, на Вистел, односно на вистинската телевизија, заедно со нашата постојана, редовна телевизиска емисија во потрага по вистинскиот збор. Вечерва имаме ретка можност да бидеме заедно со академскиот скулптор Синиша Новески, а поводот за оваа средба и овој разговор е неговата изложба во галерискиот простор Метаноја. Веднаш да кажам, кој се наоѓа, значи галеријата Метаноја се наоѓа веднаш спроти кафеаната Јоле, односно Друштвото на писарите на Македонија, во строгиот центар на Скопје. Навистина е тоа еден прекрасен, интимен, камерен простор, посебно за вашите 20 на скулптури, Синиша, и верувам дека и вие го делите овој мој впечаток, дека вашите скулптури си најдоа привремено, се разбира, едно идеално гнездо, едно идеално место за нивна презентација. Дали се согласувате со оваа моја констатација? Точно. Прво, добро вечер за гледачите. Благодарам на поканата, Христо. Поводот е многу добар. Тоа е мојата втора самостојна изложба во Скопје после моето враќање од Белград, каде што имав чест да направам изложба во галеријата Метаноја. А галеријата Метаноја е многу интересен простор затоа што моите камерен галериски тип на скулптури многу добро се вклопија во самиот простор. Имав можност да направам избор на неколку скулптури каде што цела нишка или цело поврзување беше љубовта или патината на љубовта, која е и насловот на изложбата. Тука имаме скулптури од неколку мои периоди, моето творештво, почнувајќи од мојот историски период на скулптури, паровите, фамилијата, некои митски представи, меѓутоа сите со една порака, а тоа е љубовта и ширењето на љубовта преку уметноста до гледачите и до самите скопјани македонци. Вие предмалку кажавте дека скулптурите што се презентирани на оваа ваша најнова изложба Патина на љубовта, дека се од неколку ваши творечки периоди, односно творечки креативни фази. Станува збор за околу 20 скулптури. Најголемиот број се во бронза, неколку се во мермер и во оникс. Сега малку да се задржиме на самата таа изложба. Навистина е тешко да се издвојат само 20 скулптури. Но вие имате навистина направена една изворедна композиција, би рекол, еден добар избор, еден добар пресек, еден добар преглед. Се раководевте, се разбира, според овие два символа и во насловот на изложбата, љубовта и патината. Но, верувам дека и нешто друго сигурно било пресудно за да ги изберете токму тие дела. Мислам дека и нивниот формат. Зашто презентирани се галериски формат, галериски скулптури. Тешко ли е да се изберат 20? Ја знам дека е тешко да се изберат и 200, а не 20 од целиот опус. Што беше пресудно токму овие дела да ги изберете? Да. Секојаш потешкиот дел кога треба да направиш избор на твоите дела, меѓутоа некојаш што е и добро за уметникот кога може да направи еден преглед каде се внесол потполно во својата скулптура, каде помалку, каде што направил подобра скулптура или полоша скулптура. Јас одев пред се да направам некој избор на скулптури каде што би се одредил најмногу преку патината, а патината најмногу се заприметува во бронзата. Апсолут. Затоа што самата обработка на бронзата, јас како автор сакав да внесам нешто ново, затоа што ако се патинира една бронзена скулптура со една иста патина која е од ливницата, тогаш доаѓаме до еден резултат маниристички кој е многу близок до занаетот, помалку до уметноста.
Јас сакав секоја моја скулптура да има своја интима, да има своја оригиналност и своја уникатност, а крајниот резултат каде што бронзата би се одвоила како уметничко дело е патината, затоа што патината е оној последниот дух, последниот израз, последната гестикулација на самиот скулптор кога треба да го дефинират уметничкото дело скулптурата. И така да патината е многу важна за мене затоа што на некој начин си играв со бојата, меѓутоа и внимавав бојата да не доминира на формата. Затоа што генерално во скулптурата треба да доминира формата, со надополнување текстурата и просторот, меѓутоа бојата треба да биде дискретна и многу во добра хармонија со формата. Така да, чисто објаснување, патината се работи во бронзата на крајниот производ кога самата бронза се загрева и се прават одредени хемиски реакции на боите врз бронзата, а после самиот автор, јас како скулптор, мораше да правам некои интервенции да можам да ја ускладам самата боја со патината. Меѓутоа, исто патината доминира и во каменот. Значи, не се сите камени скулптури со иста боја. Ониксот дава посебен драж на таа карамела боја, каде што има одредени даги и текстури кои се многу природни и на тој начин скулптурата и даваат одредена живост. Меѓутоа, разликата помеѓу бронзената патина и патината на каменот е тоа што во каменот мора формата да ја третирате поедноставно, поглатко, почисто, силуетата на цртежот да доминира, се со цел да имате некој лиричен пристап, за разлика каде што во бронзата, патината и формата треба да биде поекспресивна, потактилна, со поголем ритам, така да мора да најдете некој баланс, да бидете истиот автор или различно да третирате материјата, и во каменот, дрвото или бронзата. Јас ви благодарам на оваа ваша експликација, бидејќи малку и сручно, ама пред се авторски, ви објаснивте за самиот тој, дури технолошки пристап спрема формата и процес на создавање на патината. Инаку за гледачите да појасниме дека всушност зборот патина означува старост. Значи со текот на времето секој предмет, а посебно во овој случај бронзата, па и мермерот и ониксот, добиваат патина. Што значи патина? Значи добиваат една зеленкаста или како што рековте преска карамела боја, која станува збор за ониксот и за мермерот. Значи патината асоцира на нешто што е старо од една страна, но и нешто што е трајно и нешто што е вечно. Сега, како да се спои тоа ново, актуелно, современо, со старото, трајното и вечното? Навистина е тоа тешко, но вие мислам дека успеавте во тоа и буквално, бидејќи јас бев, ја посетив вашата изложба, мене сите ваши скулптури ми се допадна, ова најискрено го кажувам, значи немаше ни една скулптура која што не го привлече моето внимание. И затоа пред малку реков, тешко е да се издвојат тие 20 скулптури и сите да бидат добри. Да. Но овој пат навистина вашиот избор е извореден и верувам дека и посетителите и критичарите го делат овој мој впечаток. Но кога сме тука, кај вашите скулптури, јас веднаш сакам да ви поставам едно прашање. Ние, писателите, се изразуваме со зборови. Музичарите со ноти, сликарите со бои. А вие се изразувате со форми и материјали. Во случајов, ние наброивме само неколку. Да. Скулпторот главно може да ја користи бронзата, ониксот, мермерот, но и железото, дрвото и многу други материјали. Па ајде малку да ги воведеме во таа ваша скулпторска работа гледачите. Како еден скулптор ги изразува своите мисли, па дури би рекол и заумни идеи и пораки, како се изразувате вие? Со кои материјали и со кои средства тоа го правите? Бидејќи денеска, за разлика од порано, кога чеканот и глетото биле
едни или калапот Да. од вашите орудија, денеска има толку многу технички помагала и средства. Повелете малку околу ова. Да, добро прашање, Христо. Самиот скулптор први мора да биде едуциран ликовно, што се подразбира тоа, значи да го разбира ликовниот јазик. А во ликовниот јазик влегуваат ликовните принципи и елементи. Значи се мисли на композиција, на линија, текстура, простор, форма, ритам, единство, хармонија, контраст и така натаму. Меѓутоа, тоа е еден дел на вештина. Сега, за да бидете добар уметник, ви треба и делот на уметност. Сега, уметноста и се учи и не се учи. За да дојдеме до тоа ниво да направиме добар микс на вештината со делот на уметноста, кој уметноста треба да му даде душа на скулптурата, да живее уметноста. Тоа е степен кога што повеќе работите, добивате подобар резултат. На тој начин е развивате и вештината, меѓутоа и таа жичката што ја носите во себе на уметноста, негде скриена во вас, само ја распламнувате, давате повеќе пламен да добиете подобро уметничко дело. Така да, од моје искуство, што повеќе работам, добивам подобри идеи. Никогаш идејата нема да ви падне што се вика од небото. Значи, морате да имате свој континуитет на работа, да дојдете до добро уметничко дело. Самата идеја почнува први со цртеж. Најтешкиот дел за добро уметничко дело е идејата. Почнувате со цртеж, тој цртеж го разработувате во неколку варијанти, правите мала скица во глина или некој лесен материјал и таа скица после пренесувате во одредена димензија. Јас одлучив на помал формат на скулптура затоа што помалиот формат бара од вас поинтимен пристап скулптурата. Правите диалог со тоа дело. Не размислувате подоцна за статика, за изведба, за технички работи. Вие директно својот канал на уметноста го внесувате во малиот формат на скулптурата. Така да првиот степен е глината. Значи нас лебот, вајарите ни ја дава глината. Значи ние живееме и главниот медиум каде што се изразуваме е глината. Глината е фактички за вас тестото. Тестото, точно, земјата. После од глината секоја скулптура ја правите класично, значи зборам се лие во гипс, а после според идејата и можностите на скулпторот се оди на варијанта дали ќе се лие во бронза, избела во камен, во дрво и така натаму. Постојат два принципи на градба на скулптурата, тоа се основни, значи во човечката цивилизација, принцип на додавање во скулптурата, кога со глината додавате, и принцип на одземање. Принцип на одземање во каменот и во дрвото. Тие се како една нишка во целата историја на уметност во скулптурата. Меѓутоа, денеска имаме можност да ја градиме скулптурата на најразличен начин. Меѓутоа, самиот Микеланџело кажува една изрека и мора да се држиме до таа изрека, затоа што Микеланџело следи таа хронологија на скулптурата и уметноста, дека природата е толку идеална што нема што да ја додадеме, само можеме да ја расипеме. Или да одземиме. Сега со одземањето или расипувате или добивате нешто свое. Меѓутоа, со самиот начин на контрапозиција со природата, вие сте уметник затоа што не копирате, не правите репродукција, и на тој начин вие внесувате нешто ново. И тоа е поентата на уметноста, да не правите имитација на нешто видено во природата, каде што природата е творец, туку треба да бидете вие творец како уметник, како скулптор. Една од поентите што ја кажавте со патината, ми беше целта, анализирајќи ги големите уметници во историјата на уметноста на скулптурата, дека ако направиш една скулптура и ставиш патина, а патината е одраз на стојана боја или на време, дали таа скулптура ќе ставите во модерно време, дали ќе ставите во готика, дали ќе ставите во ренесанса или предисторија, таа скулптура сегде би се вклопила, ме разбирате? Да. Како што се вклопуваат некои историски скулптури, зборам за големата мајка, најдена тука во Маџари, таа каде да ја ставите, дури во модерно време се вклопува. Модерна, постмодерна, значи, тоа е големината на уметничкото дело, да се вклопи во секое време или во секоја епоха. Затоа јас се труде во скулптурата, каква и боја, каква и патина или каква форма да решавате, тоа дело да биде бесмртно, значи да се провлекува ни сите епохи на човештвото. Ме разбирате, сега сме 21 век, може би мојата скулптура ќе биде атрактивна и би се вклопила во 23 век, или би се вратила назад. Така да имаше и конкретни забелешки од самите посетители на изложбата, каде што гледа одредени скулптури и патени, самите кажуваат, да, ова скулптура би се вклопила, не знам, во неолитот, или ова скулптура би се вклопила во Византија. Така да
и тоа беше добар гест на моите посетители, што на некој начин јас се постигнав и целта со моите скулптури и патината. Еве, додека говоревте, вие ми побудивте една нова размисла, токму во врска со патината. Вие спомнавте големата мајка од Тумба Маџари, но мене ми отиде умот кај златната маска од Требениште. Да. Скулптурите. Тие антиквитети, кои што денеска представуваат многу повеќе од тоа, дури можеме да кажеме дека се реликвии. Точно. Сеедно дали ќе бидат оштетени при нивното вадење од почвата, од земјата, затоа што врз нив имало најчесто тежина, имало земја, имало камен, па сето тоа се сврднало, археолозите имаат проблем, додека ги откријат, додека ги извадат, но во секој случај, убаво кажавте пред малку, тие добиле патина, обстоиле и станале вечни. Јас во мојот текст, рецензија за вашата изложба, токму го употребив тој термин. Патината, љубовта и вечноста. Вечноста, да. Мислам дека сите вие што изработувате скулпторите, со вашите дела, како ретко кој друг уметник, ама сте упатени и сакате да оставите трага, белег, во вечноста. Тие скулптури кога се монументални, кога се во одреден простор, се едно дали е тоа парк, или е врв на некој рид, или некој училишен двор, или дел од некоја фабрика, или слично, тие се грандиозни и видливи. Но и помалите скулптури, тие не се само скулптури за во галеријски простори. Да. Тие можат да бидат во домовите, можат да бидат во канцелариите, можат да бидат во училиштата, во болниците, секаде, буквално. Сега јас сакав во врска со тоа да ве прашам. Дали скулпторот сонува некое негово дело да биде на видно место, да може да се гледа од сите страни, како да речеме милениумскиот крст на водно. Од сите страни на Сабајле, кога ќе го погледнеме водно, ние го гледаме и тој крст. Но има и други многу споменици во градот, кои што ги гледаме. Дали е тоа навистина најголемиот успех на еден скулптор? Да има своја скулптура во јавен на едно фреквентно место, јавен простор. Јавен простор, да. Секако тоа е една од целта на секој скулптор, беше и мојата појдовна точка зашто се определив за скулптура, затоа што мислев дека преку скулптурата, која е трајна уметничка творба, на некој начин му пркосиш и го стопираш времето. Времето е бесмртно, мислам, уметноста е бесмртна и таа сушност му се спротивставува на времето и на некој начин сака да го стопира времето. Тогаш пред 20 години така размислував, меѓутоа денеска размислувам малку поинаку. Добро. Затоа што кога правите голема скулптура во јавен простор, тогаш тоа скулптура останува за стално. И не секоја скулптура може да остане како ваша добра репрезентација. Затоа, за да се одлучите за таков чин, мора да имате добро уметничко дело. Затоа што имам ја веќе неколку скулптури кои се во јавен простор тука и во Македонија и низ светот. Малку ги гледам од пинаков агол, во смисла колку се ликовно добри, колку се вклопиле во просторот. Некогаш се наменски. Да, дали се наменски или не се наменски, така да по нарачка. Многу треба да се внимава, за која скулптура би требало да се одлучите да биде ваша добра репрезентација низ времето на вашиот скулпторски квалитет. Сега сакам во врска со скулптурите едно прашање за кое што и пред малку спомнав нешто, кога говоревме за изработката. Денеска е многу актуелна вештачката интелигенција. Така. Ние, писателите, реагираме и велиме дека вештачката интелигенција може да помогне да се напишат песни, ама нив им недостасува душа. Значи им недостасува човекот, им недостасува
човечноста, па Да. дури би рекол и хуманоста. Да. Во таа смисла, и скулпторот може со многу алатки, многу брзо, да речеме дрво, многу брзо со пила, моторна да направи скулптура. Но, јас како посетител, нема да ја забележам маката на Творецот. И многу ги сакам тие скулптури што се изработени Мануелно, со рака, да, мануелно, да. со чекан, со глето, бидејќи во нив го гледам тој авторски влог. А овде гледаме на површност, нешто што е направено многу брзо и многу вештачки. Точно. Ја мислам дека вештачката интелигенција е тренд, а секој тренд е многу близок до кичот, до шундот. Точно. Мислам дека сега ќе биде популарно, меѓутоа јас сум од тие автори кои се против таа вештачка интелигенција. Дури во мојато творештво секогаш се трудам максимално да изработувам со моите раце скулптурата. Затоа што ако правите, денеска има голема технологија, значи можете да ја скенирате една скулптура и самиот компјутер да ви направи Лазерски. буквално истата скулптура. Меѓутоа, јас како автор не сакам да бидам втор медиум. Ме разбирате, сакам да бидам првиот медиум, првиот контакт скулптурата да има со мене и таа разлика се забележува. Значи, вие сте забележале дека друго е кога работите скулптура мануелно, значи традиционално, а друго е кога работите со некои помошни средства каде што внатрешната нужност, што кажува Кандински, нема. Значи, таа се губи, која е многу важна содржина и нишка за уметноста. Без лиричното, без индивидуалното, без несовршеното, што би се рекло, скулптурата нема свој ликовни, естетски и би кажал и филозофски вредности. Убаво ми дадовте шлагворд за оно што сакав токму сега да го споделам со вас. А тоа е едно мало објаснување прво до гледачите. Вие сте првиот ликовен уметник во нашата емисија во потрага по вистинскиот збор. Баш ми е драго, да. Да не ги збуниме, досега биле писатели, издавачи, универзитетски професори, но луѓе што исклучиво се занимавале со зборот и со книгата. Так. Сега имаме еден ликовен уметник. Не случајно, веднаш ќе кажам зошто. Затоа што вие сте и поет. А тоа не го кажувам случајно. Тридимензионален поет, да. Да. Во вашите скулптури, во вашите ликовни дела, и на оваа изложба, Пати на љубовта, Так. но и пошироко, бидејќи јас ги имам разгледано и вашите други дела, има многу поезија, има многу лирски елементи. И навистина таа нишка и таа доза на збор во скулптурата кај вас е многу присутна, дури би рекол и доминантна. А на оваа изложба, дури и две ликовни дела, вие ги имате насловено. Едното дело е Македонски пиреј, Така. значи се навраќате на пирејот од Петрема Андреевски, но имате и Везилка, значи се навраќате на Блаже Конески. Конески, точно. Кои се тие други поети, други зборотворци или зборообразувачи, кои што го привлекле го привлекле и се уште го привлекуваат вашето внимание, и дали навистина го споделувате ова чувство што јас го имам за вашите дела, дека во нив има многу поезија, многу лиричност, многу нежност, многу кревкост, многу топлина, многу интимност. Да. Дури и кога има еротика, таа е некако невина, таа е не толку нагласена, туку на еден индиректен, спокоен, смирен начин, вие сето тоа го вградувате, го инкорпорирате во вашите скулптури, посебно ние, писателите, поетите, навистина се насладуваме кога, кога ги гледаме вашите дела. Да. Точно. Јас, пред да се одлучам да студирам скулптура, многу читав. Ја сакав и литературата и поезијата. Може би тоа свесно и подсвесно станало кај мене. И еден од главните предизвици зошто сакав баш да внесам таа одредена поетичност во моите скулптури е тоа што Македонија нема голема традиција на скулптурата. Меѓутоа има голема традиција на народно творештво, на песни, на поезија.
И сакав јас на еден начин тридимензионално тие приказки, тие песни да ги пренесам во моите скулптури. Јас уште како дете слушав доста приказки од мојот крај и дел од творештвото мое е поврзано пак со тие приказки. Например, сега последна фаза што почнав да работам е легендите за Крали Марко и неговите сестри, затоа што Крали Марко е поврзан со македонски брод и поречието и со неговите сестри Пешна, Дева, дури имав изложено сега една скулптура на Дева. Сакав тие легенди на некој начин тридимензионално да ги забележам. Вие веќе како автори литературни ги имате забележано во вашите книги, меѓутоа јас сакав тридимензионално да ги забележам во моите скулптури. Кажавте вие точно дека неколку насловите на скулптурите, посебно Везилка бев инспириран од творештвото на Блаже Конески, неговата песна Везилка, меѓутоа Везилка е представив која една жена, македонка, која седе и прави некој вез, меѓутоа во самиот вез дадов некоја историја на Македонија, како таа жена е плет историјата на Македонија. Представив една македонка стилизирана форма и баш еден примерок имав изложено во Белград Волникс, каде што еден многу познат колекционер кој од вашата фела литература откупи таа скулптура и му беше мило што баш точно носи таков наслов. Пире бев инспириран точно од творештвото на Петре Андреевски. Меѓутоа и Пире од мене ликовно ме доближи затоа што сум јас дете кој има копано по нивите, има директен контакт со пиреот, со тревата. Сте го корнеле, сте го ваделе. Да. И а тој тешко се корне. Тешко се корне и првите скици ми беа да ги направам тие во гранчиња со точно баш гранчиња, трева, земја, меѓутоа како материјал не обстојуваше, тој се распаѓаше, како идеја беше одлично. Меѓутоа самата трансформација во бронза ми остана делото трајно. Така да имам Пире, имам фамилија од корнати кои што се исто асоциација на трева. Фамилијата колку и да е корнежна, че останува, обстојува како универзално својство и чин во светот. Како семејство, како племе. Семејство, да. Исто така имав огромен број. Првата моја самостојна изложба во македонски брод беше на тема жена, каде што на жената и дадев одредена символика и алегорија. И доста имам мои скулптури жена со книга. Може би имам негде 10 скулптури жена со книга. Тој однос на еден вид на поврзување на две уметности, на скулптурата со литературата. Обично се вели дека меѓу уметностите не постојат резки бариери и граници. Сите уметности се надополнуваат, се проткајуваат, постојано постои меѓу нив симбиоза, значи се надградуваат. И навистина е сосема природно и легитимно еден ликовен уметник да се напојува и од книжевноста и обратно. Писателите ние да се напојуваме и од ликовните творби, дела. Сега, вие спомнавте неколку автори, Блаже Конески, Петре Андреевски, но верувам дека сигурно и многу други писатели, македонски, и балкански, европски, и светски, во еден одреден миг ве потикнале, ве инспирирале, ама сакав да прашам за македонската скулптура пошироко, бидејќи вие сте и професор и многу добро владеете со оваа материја, па кои беа тие скулптори македонски, прво, на нив да се задржиме малку, што влијаеа и со кои што вие и директно имате соработувано, бидејќи во дел од тие нивни инсталации, дел од тие нивни проекти, вие и сте учествувале и како студент, но и подоцна, како автор. Ајде малку за таа македонска скулптура, да ја лоцираме, па да се подсетиме малку на Петар Хаджибошков, на Томе Серафимовски и на другите, на Борко Лазески, бидејќи точно, вие сте сосема во право, мал е бројот на македонските скулптори. И со ова слично, и уште со неколкумина други скулптори, македонската скулптура мора да продолжи да екзистира и да продолжи да зрачи и да значи. Точно. Почетокот на модерната скулптура во Македонија почнува почеток на 20 век. Првиот академски скулптор е Димо Тодоровски од Прилеп.
Сега Димо Тодоровски е основата од каде што ќе прилезат голем број на скулптори во Македонија. Негови директни први ученици уште од средно уметничко биле Јордан Грабуловски, Боро Митричевски, Петар Хаджибошков и така натаму. Јас имав посебно чест и задоволство додека студирав да се дружам со дел од тие бардови на македонската скулптура. Би ги спомнал тука, значи професорот каде што јас дипломирав Васил Василев, работе во ателието на Драган Поповски Дада, каде што го учев занаетот на мермерот, меѓутоа го учев занаетот и на спонтаниот хумор кај Дадата. Комшија на Дадата во Сарај беше исто така познатиот скулптор Боро Митричевски, кој што беше исто многу интересен и скулптор и академик. Работе во ателието на Томе Серафимовски во Ману, каде што имав исто посебна привилегија, во неговата ателија доаѓа доста познати поети. Бев директен од асистентите каде што го работев портретот на Гане Тодоровски. Значи Гане Тодоровски доаѓаше во ателието, ние му правиме фотографии, после по фотографијата јас имав чест да го поставам портретот на Гане Тодоровски и беше доста успешен, меѓутоа самиот дух на крајната моделација е даде самиот професорот Серафимовски. Исто работев на портретот на Анте Поповски, значи на Крсте Петков Мисиков споменикот, така да направивме доста дејци од областа на литературата. Само да прашам, се извинувам, вие магистриравте кај Жарко Башевски, еден исто така извореден скулптор. Одличен скулптор. Современ, актуелен, би рекол светски. Светско име. Магистрирав кај Жарко Башевски, можам да кажам дека Жарко Башевски е еден од скулпторите во македонската скулптура кој даде нова димензија и нова насока на скулптурата блиска до современата скулптура во светот. Претходните скулптори беа до модерната, меѓутоа професорот Башевски беше до современата скулптура. Тој дури влегува во 50-те најдобри хиперреалисти во светот поради својата скулптура. Тој работи скулптури точно фигурација, меѓутоа со нов сензибилитет кон хиперреализам. Магистратурата ке професорот Башевски ми беше инсталација малку поразлична од претходните скулптури, затоа што сакав кога магистрирате сакате да направите нешто ново невидено до тогаш. Нешто поразлично. И мојата идеја беше да го представам звукот. Ние сите го слушаме звукот, меѓутоа не можеме да го видиме, не знаеме како изгледа звукот. Јас се обидов со одредени објекти да направам трансформација и визуализација на звукот, а се одлучив да направам спој на музиката, звукот, природата и екологијата. Самите објекти ги правив одредени отпадоци на шишиња кои поврзува во одредени големи джиновски линии, а изложбата е направи во познатата пештера Пешна во Македонски Брод. Значи се одлучив за сосема нов галериски простор кој е во природа, нови материјали во изразувањето. Шишињата беа и стаклени и пластични? Пластични, само пластични, меѓутоа има нишка каде што се правеа огромни линии и објекти, а самата пештера беше добра галерија каде што можеше... И таму добивте вибрации од ветерот. Да, значи комбинација на повеќе медиуми, меѓутоа самата пештера беше еден крик од природата зошто се случуваат денешните еколошки случувања кои не се добри за природата. И самата таа магистратура после ме потекна да се вратам на некои пак природни елементи, каде што работев лентар, значи самиот збор лентар кажува материјали од земјата најдени. Имам неколку такви скулптури работено баш додека живе во Србија, а последна таква скулптура ми е во вашиот крај, во куќата на Сергеј Андреевски во Слоештица, каде што е направив самовилата Слоештица, направена од гранки. Браво. Сега го спомнавте пред малку Белград. Белград има големо влијание. Ја дури би се осмелил и би кажал не големо, туку би рекол дури и пресудно влијание и врз вас лично, бидејќи вие бевте во Белград подолго време. Колку години бевте, Синиша, точно? Да, јас во Белград бев околу 10 години. И точно Белград беше мој нов видик, нова преразба за мене, нова ренесанса во моето творештво, затоа што Белград е голем град каде што имате контакт не само со уметноста, со музеите, со уметниците, имате контакти со сите уметности, зборам литературата, театарот. Имате контакт со дипломатијата. Дипломатијата
и разните контакти со други луѓе од светот ви дават други видици спрема животот. Така да во секој случај беше Белград голем поттик да сменам дел од моето творештво и да се сменам јас како личност, како да ви кажам. И бевте многу мощни активни, посебно меѓу македонците, бидејќи ние во Белград и во околината на Белград, во Панчево, во Качарево, во Глогонј, па малку пошироко горе и во Нови Сад, и во Суботица, и во Сомбор. Точно. Па дури и во Вршац, и во Врање, и во Лесковец, и Ниш, и да не ги бројуваме 35 општини се активни со македонски друженија. Тоа сакам да кажам, дека имаме навистина активно македонско население и вие бевте многу активни на тој план, не само како уметник, ја би рекол повеќе и како педагог и како координатор, организатор на тие културни уметнички настани. И еве сега се вративте по 10 години, повторно во Македонија, го имате статусот самостоен уметник, односно слободен уметник. Уметник е секој е слободен, но сега навистина сте и слободен и самостоен. Па сакав да ве прашам. Нас лично и мене лично ми е драго што сте сега во Македонија и што сте во Скопје, бидејќи Каменот велат дека тежел најмногу на своето место. Така е. Па и Синиша Новески со неговите скулптури и воопшто со неговата уметност и со неговото искуство и со неговото знаење, мислам дека ќе биде многу полезен и за македонската култура, и за македонските идни уметнички, творечки, креативни генерации, бидејќи ќе има што да им пренесе, што да им посочи, бидејќи Синиша Новески е и педагог, значи човек што се занимава со професура. Па моето прашање, бидејќи сме полека кон крајот на емисијата, сега сте во Скопје, каде што сте и родени вие, но вашето потекло, вашиот корен е македонски Брод. И не случајно вие сте направиле инсталација и магистерската сте ја бранеле во Пешна, покрај македонски Брод. Што е за вас македонски Брод? Тоа е родното место, коренот. Одите ли таму често? Сакате ли во македонски Брод да го дишите почесто тој воздух на кој што сте се навикнале кога сте биле дете, кога сте биле момче? Да. Кога некој човек се идентификува што е во животот, тога се идентификува по местото каде што е роден и каде што израсна. Јас секогаш во душата го носам Брод и сум баш голем бројџанец, би рекле ние, затоа што сум многу врзан за македонски Брод. Меѓутоа, точно самото одење во Белград мене ми даде нова димензија, колку што сте подалеку од своето родно место, некако повеќе го сакате родното место. Повеќе вложувате за своето родно место. Се извинувам, ќе продолжите само да кажем, велат обично дека татковината најмногу се сака кога сте оддалечени од неа, значи кога сте во странство. И тогаш ја замислувате, ја сонувате. Малку е тоа што ќе земите грст земја во вашиот джеп и ќе отидете во Австралија или Канада или во Шведска. Навистина, уметникот изворно се напојува најмногу од своето родно место, од везовите, носиите, традициите, реките, планините, јас би рекол од воздухот, кој што е секогаш специфичен во своето родно место. Јас можам со сигурност да кажам, Христо, дека Македонија е прекрасна земја. Значи, треба ние да се гордееме и да бидеме почестени што сме родени во Македонија. Затоа што Македонија пружа многу можности за да е направиме уште подобра. Додека живе во Белград, бев председател на Одборот за култура на Националниот совет на македонците таму и денеска сум како уметнички директор на Денови на македонска култура во Белград, каде што организираме културни настани, значи од областа на театарот, музиката, поетските вечери, ликовната уметност и така натаму.
Јас многу се вложив во Белград, меѓутоа научив од Белград дека тоа искуство што го стекнав таму сакам да го пренесам тука во Македонија. Така. И една од главните цели зашто се вратив во Македонија сакав со моето веќе искуство, значи од културниот менаџмент, од културната дипломатија, од ликовната уметност да го пренесам во Македонија. Јас и стоам на тоа дека доаѓањето во Македонија е мој допринос за подобра Македонија. Еве конкретно нека биде за областа на културата и уметноста. Да. Колку ние повеќе се внесеме како поединци, тогаш ќе биде подобра и нашата Македонија. А јас гледам подобра иднина за Македонија, затоа што потенцијалот на македонската култура и уметност е многу голем. Ние многу си имаме покажано и докажано во светот, а допрва ќе ни се отворат уште поголеми врати да е прикажеме Македонија во вистинското светло, затоа што сега сме во таков период каде што имаме секакви притисоци, а културата и уметноста е можност да отвараме што се вика и железни порти во светот. Затоа ги повикувам сите мои колеги, културни уметници, колку што можеме максимално да се внесеме во своето индивидуално творештво, а индивидуалноста ќе ни представити Македонија како вистинска и убава земја во светот. И апсолутно сосема се согласувам со вас. На вистина, трагите што еден уметник ги остава за себе си, како артефактите во земјата, се и овие уметнички дела. Еве сега јас додека за гледачите го листам овој ваш каталог, сакам вие да ми кажете на што сега работите. Што е тоа што во вашето ателје сега се подготвува? Кои се тие дела? Се подготвили некоја нова изложба? На што во момент работите? Точно, значи, еве јас сега ќе го листам овој ваш каталог за гледачите. Да. Знам дека се љубопитни, знам дека ги интересира и тоа ќе оправам полека за малку да ги видат и тие, еве вака на ова телевизиска презентација. А вие слободно говорете што работите точно, сега. Точно, оваа година имам доста ангажмани, веќе имам закажано неколку изложби. Една од изложбите во мојот роден крај, затоа што долг период се нам представено во Македонски Брод. Наредна изложба ми е во Загреб, во културниот центар. Загреб го одбрав затоа што Загреб е една од најдобрите школи во бивша Југославија, од каде што потекнува најголемите уметници, зборам за Мештровиќ, Гуштинич, Кршинич, Џамојн и така натаму. Исто така имам одредена изложба закажана во Гевгелија, мала турнеја низ Македонија со изложби и еден проект во Мала Преспа, каде што за деновите на македонската култура ќе се представам со моето творештво. Така да почнува еден поход на презентација на моето творештво и моите скулптури низ Македонија, меѓутоа и низ светот. Најпрви добро ни дојде во Македонија. Добро ве најдов. И ќе среќни сме што еве веќе присуствуваме на вашите изложби, да ги има, дај Боже, во иднина што повеќе и да бидат вака добри како што беше и оваа ваша изложба Патина на љубовта. Имаме една практика. Така. Нашите гости во оваа така наречена наша отворена книга да ни остават една материјална трага. Така. Значи најпрви ќе изберете еден од овие фломастрови бои, црвената, добро. Да, македонска боја, црвената и македонска боја, боја на љубовта, како вашата изгледа Патина на љубовта. Овде ќе ни го напишете вашето име и презиме. Ајде да видиме еден скулптор. Да. Што ќе ни потпише и напише. Овдека датумот, значи денеска е 19.2.2024 година. Сега многу сме љубопитни видиме која ќе биде вашата порака, мото, гесло, збор, можете и цртеж. Тоа го оставаме на вас лично. Тоа е ваш избор, а вие додека смислувате што ќе ни напишете, јас само да кажам дека ќе продолжиме и во иднина да разговараме и со творци од другите области, не само писатели, бидејќи, како што кажа пред малку, уметностите се надополнуваат, се проткајуваат и нема граници. Не се делат уметниците само по области. Тој што е уметник, тој е и скулптор, и писател, некој што има други дарби и музичар и слично. Ајде би го одзем вниманието, напишете нешто или нацртајте.
Се знам дека вие Да, тоа најтешко, ова е најтешкиот дел. Најтешкиот дел. Најтешкиот дел од разговорот се последната минута-две, во кој што авторот треба нешто да напише, да порача, да констатира. Еве, црвениот фломастер остава црвени траги, црвени букви врз белата Да, хартија. еве да прочитаме, значи културата и уметноста ќе го победат времето. Одлично. Значи, да веруваме дека е тоа така и дека Така, ќе да. биде така. Ви честитам со рака. Благодарам, Ви Христо. благодарам и да се гледаме само по вакви убави поводи. Значи, изложби, интервјуа, награди, признанија, бидејќи македонскиот човек, македонскиот граѓанин допрва од вас очекува скулптури и во јавниот простор, и во интимниот простор. Да.